12 часот, Општинскиот штаб за заштита и спасување одржа состанок и тоа со две точки од дневниот ред. Првата точка беше во однос на престојните временски најави каде што се најавува дека ќе имаме обилни врнежи и втората точка беше по однос на загаденоста на воздухот во општина Куманово. Сакам да ви информирам дека на штабот присуствуваат сите релевантни институции, каде што штабот дискутираше обсежно за двете точки и едноставно донесовме одредени заклучоци за кои се сложивме како штаб да действуваме значи на среден и на долг рок, а не да донасаме популистички мерки. Во таа насока сакам да кажам дека по однос на првата точка, што за престојните временски непогоди кои се најавуваат, дека општина Куманово е во спремна состојба, располага со фирми, имаме направено јавна набавка, каде што се ангажирани две фирми и зоната е поделена на две зони, каде што службите ќе бидат во готовност во секое време. Исто така во координација со Центарот за управување со кризи, каде што има два телефони кои се на јавноста достапни, донесовме заклучок дека ќе дадеме исто така и уште еден телефонски број, каде што ќе можат граѓаните да ги најавуваат или да информираат по однос на состојбите каде што тие се наоѓаат или во нивната близина. Најповеќе би сакала да апелирам до граѓаните и до сите деловни предпријатија, институции, кои што имат дуќани, значи сите да се вклучат во насока на справување со престојните врнежи, значи јавните предпријатија и општинските служби ќе бидат во готовност и ќе бидат на терен, но сепак и граѓаните треба да помогнат, она што значи нивна обврска да се справат со состојбите пред дуќаните и во дворните места. Значи сепак апелирам дека граѓаните треба со општина Куманово сите да застанеме рамо до рамо во оваа престојни најавени така обемни врнежи, за да можеме сите заедно да се справиме со оваа ситуација. Инаку, исто така апелирам до куќните совети, тоест до управителите, кои се надлежни за стамбените згради, да ги организираат станарите и исто така околу станбениот простор да се вклучат во расчистување на снегот. По однос на втората точка, која беше денеска на дневен ред, тоа е загадување на воздухот, што толку многу испадна доста жестка тема во овие денови во Куманово. Донесовме одредени заклучоци, но пред тоа сакам да кажам дека имавме и одредени констатирани состојби. Би сакала граѓаните да ги запознам дека мерниот инструмент, каде што се мери колку е загаденост на воздухот, се наоѓа во болница. А болница е најголемиот потрошувач на мазут. Тоест најголем деловен објект кој што користи мазут, а всушност тој е најголем загадувач на воздухот. Така да не можеме да се сложиме и споради тоа нашата инспекцијска служба ќе преземе мерки во однос на мерење на исправноста и на точното место каде што е ставен тој мерен инструмент. Сакам да нагласам дека во однос на справување со загаденоста, значи општина Куманово веќе неколку години презема мерки, со тоа што има гасифицирано повеќе јавни предпријатија, повеќе установи, веќе се вклучени некаде околу 4-5 стамбени згради што се греат на газ и сакам тука да спомнам дека уште пред 3 години ние го согледавме дека болницата како најголем потрошувач и како најголем загадувач на воздухот и беше понудено да се приклучи на гасификација. Така да граѓаните сметам дека не треба толку да имат страв, сметаме дека мерниот инструмент е на погрешно место и поради тоа дава такви резултати. Во насока на тоа што слушаме нели дека има оние итни мерки што ги преземат со прскање на улици. Сакаме да
да кажеме како општински штаб, се оградивме од такви популистички мерки. Тоа се мерки кои се на краток рок, а тој краток рок е 2 часа. После прскање, значи можеме да го измериме, загаденоста на воздухот останува иста. Значи после 2 часа, или тие мерки треба се преземат на секои 2 часа да имаме прскање, за да може таа загаденост минимално да се намали, или пак и тоа можам да кажам дека е скапа мерка. Ако имаме во предвид дека студија за таква мерка треба да кошта некаде околу 2 милиона и 200 илјади денари. Таа студија се врши некаде околу 15 до месец дена и после тоа треба да обезбедиме возило кое ќе има со специјално за распаскување, каде што ќе може да се примени таа мерка која е повеќе би кажала популистичка, туку со за справување реално со загаденоста на воздухот. Во таа насока општината исто така штабот донесе заклучок да се донесе во наредниот период јавното предпријатие за чистота и зеленило, кое веќе има во овие 2 месеци застадено некаде околу 2500 садници кои се за долгорочно справување со загаденоста на воздухот. Потребно е да направи студија се уште на слободните простори во градот каде може да се засадат садници кои всушност ќе го абсорбират тој воздух. Значи, кои садници и какви садници треба да се засадат. Исто така се апелира на граѓаните што помалку да користат возила во овој период и исто така како една подолгорочна мерка дадовме заклучок дека јавното предпријатие за комуналии потребно е да формира општинска служба за оджачарство. Затоа што знаеме дека повеќето граѓани во ова ситуација користат огромно дрво и тука имаме законска обврска, има 2 пати годишно да ги чистат оджаците, и тоа и во летниот период и во зимскиот период. Со тоа би се презела една превентивна активност за наредниот период каде што би биле чисти оджаците и би имало помало загадување.